Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово СПА, 171 емисија за Куманово, а денеска имаме интересантного соговорника, жива легенда на рукомет у Куманово, може да кажеме слободно основоположник на рукометну игру у наш град, а наши ваш гост е Стојмир Саневски, или како кумановци го викаат Сане. Здраво живо, Стојмире, како си? Здраво, добро, фала на прашање. Еве да кажеме на наши гледачи, ти сега 89 години пуниш во октомбар, почињеш го што викаат кумановци 90. Да. Па една подлабока старост. Веројатно, ја секогаш викам дали е тоа ген, дали е тоа спортскиот живот, дисциплина во животот. Ја не сум пушел, не сум пиел алкохол. Веројатно и спортот дава здравје и затоа на младите им препорачувам веднаш во почетокот на емисијата да спортуваат, да се занимаваат со било кој спорт. Здравјето и животот ќе биде многу поинтересен и многу поздрав. Еве за почеток на наши гледачи да ни кажеш ти ташто каде си роден? Па роден сум у село Немањеци, основну школу завршил у Свети Николе и таму кај што седев, тој човек се викаше Крсто Цеков, ме доведеме у Куманово, кај неговата мајка, баба Фетка се вика таа, она, и наставиме, запишаваме у Крсте Мисирков и тој го настави школување. Сега морате праша на почеток, извини, пошто ти си роден 34-ту, дали памтиш нешто од рат? Па, добро едно прашање. Памту од рат и тој прилично, затоа што мој татко помагаше га народно-ослободителну борбу, имаше некои наоружање, некои пушкомитралези, нешто оно, и он ги даваше га наоружање на неговога пријателја на Крсто. И тој разберев бугари, па дојдев дома, саберев га татка ме и га интернирав 1-2 години у Стара Загора, у Златоград. Тако да татко ми проведе тамо као бугарски заробеник. Тоа беше време едно прилично лошо за македонски народ, затоа што окупација си окупација. Гледа тој што имаш да ти земев. Ќе работиш за нима, дали жито ќе ти земев, дали други некои работе што има, што се произведува. Така да не е било добро. Памтиш ли некои детали од други светски рат што ти останае во сеќање? Па памту дојдева партизани околу 50-60 души под команда на професор. После дојде професор доктор Ванчо Бурзевски на економски факултет, беше професор подоцна. И прв македонски амбасадор на Југославија во афричките земји, во Замбија. Знам дека таа бригада броеше негде околу 5-60 души. Се сеќавам дека селото спремаше храна, да им даде храна, затоа што партизаните, народот го помагаше. После кога дојде у Куманово, дојде и Крсто Цеков дојде, и они доселива се на куќа на Вера Которка, број 35, Петко Касапин, Киро се викаше комшијата, и још некој туе беше, така да они ме исчувава, ја заврши Крсте Мисирков и после запиша се у гимназија. Ти си веројатно за време на други светски рат учија и у бугарска школа? Па ја заврши 3 оделение бугарска школа. И имам и сведочанства од уче смо на бугарски. Нас беле прво ќе прочитамо, ќе се завртимо на исток, ќе прочитамо молитва Оче наш, ќе се прекрстимо и ќе се улегнемо у училнице. Учевмо на бугарски. Бугарин беше учител, ја гледам на сведочанствата потписи на бугарина. Така да ми не сме имале своји просветни работници, него учители су били од соседните окупатор од Бугарија. Сега, завршија си школу Крсте Мисирков. Тамо која ти била учителка?
Па професор Пеце, што беше новинар, Пеце Трајковски. Пеце Трајковски, предаваше ни зоологија. После като отидо у гимназiju, a po fiskultura beše i Ocko, profesor Ocko i profesor Dajle. Oni se dopunuje svoje. Jedan u Braća Miladinovi, pa u Krstem i Sirkov. Tako da jedna sala imaše u Krstem i Sirkov, ona posle izgore. I tu časovi drže. Letno vreme, nadvor, u dvor. U dvor. I prvite časovi u sport, on, profesor Ocko i Dajle, sabere ne odvedevane u Sokolana i tako da ja prvo što počna sa gimnastiku počna. Posle dojdeva ovije drugite sportovi, ali znam deka sa gimnastiku i mislim deka neki prilično dobri rezultati postigna kao gimnastičari, kako, pošto tamo imaše i atletika imaše, to se vikaše više boj. Imaše trčanja na 100 i na 1500 metara, farljanja na kukla, skoku vis imaše. Tako da nekako bivаше me mene za, ja nemаше некоја посебна крилажа, биваше ме за тие спортови. Еве да кажеме некако збора за, кога ги спомнава Оцка и Дајлета, тој су биле пред све врховски педагози и големи спортски радници. Па ја не може, не само ја, било кој е проше преко njini руке, преко браќа Миледенови, Крстен и Цирков, не можемо да кажемо ништо лошо. Oni su se ponašali više nego roditelji. Ako ne slušamo, će dojde malko, će te udari. To ne je bilo koje znaje što, nego onako čisto roditeljski, da ti stavi da znaje da budeš malce podisciplinovan. A mi kako deca nemirni. Dojde će te ritne ili na čast kad treba da se postojimo u sportsku salu, postrojimo se, kažemo što treba. Tu je rasporedine posprave, i vežbamo, pokaženi gi vežbe i vežbamo to. I tako provađaše časovi, tako da to su bile vrhunski pedagozi za nas, deca, u osnovni učilišta, u osmoletke. Oni su bili na vas kako, što vika, svite sugovornici kako drugi roditelji. Pa, tačno je. Jer što dojdeš u školu, roditelji ti stanuju profesori, a mi više smo gi sakali njima nego bilo koji predmet, rečemo. Matematika na svako dete, retko koje gusaka matematiku, ali moramo da učimo i to. Ali fiskulturu svi gusakamo, zato što trčimo, oznojimo se, izmorimo se, dojdemo umorni na čas, čak i gubimo koncentraciju ako previše vežbamo ovoj nadvor. Evo je priliku, Sane, da ni kažeš koji su ti bili školski drugari na tebe u školu, koji gi pamtiš? Pa Mile Arsovski, Bolto. Jugo Todorovski, Arsovski Jove, работеше u pečatnica posle. Pa izgubimo se posle godine. Sa nekoga njima kontaktiraš se ga ili? Pa tije što su živi, kontaktiram, ali golem del su zaminati. Zaminati, da. Tako da mnogo malko ako se seto na nekog. Pošto ja završa se posle u gimnaziju i završi samo 2 godine gimnaziju. I pošto se školovanje u srednju medicinsku školu trajaše 3 godine, ali upis beše sa 2 godine gimnaziju. I prefarili se u Skopje i tamo nastavi ga školovanje i nastavi da se bavu sada ne sa gimnastiku, nego imaš jedna profesorka, samo što beše završila u Beograd DIF i počnamo sa rukomet. Tako da u srednju medicinsku školu, negde okolo 53. 54. godina, počnamo sa rukomet. U isto vreme... Ne gi spomnamo tvoji roditelji, tatko i majka, ko se vikali? Moja majka se vika Ratka, domaćinka beše, tatko mi se vika Stojan. Beše zemedelac, zemlju ima smo dosta, beše Šnajder ili Terzije u toj vreme se vika, beše i lovđija, dobar lovđija. Tako da poznat beše i kako igraorac, kad dojdeva oni posle mene u Kumanovo, i majka mi poješe ubavu, i tatko mi poješe i igraše, zapišava se u Panče Pešer. Ja taj almanah što ga ima, izdadeno Panče Pešer, po 30 godine ili 50 godine ima, ovo je, gledam, imeto na tatkami i slike tamo, stoji u taj almanah na Panče Pešer. Tvoja ljubav prema rukomet počinje od mlade godine, ti kaža.
Што те привлече да легнеш рукометни вода? Рукомета, kao i svak sport, zavisi od profesora. Ako ga forsira profesor nekoj sport, deca ga zasakav, učenici ga zasakav. Međutim, nekako, da ga spomnu pokojnoga profesor Slavko Matovski, i on nekako u isto vreme vrati se od Zagreb i ga on bukvalno donese rukomet, mal rukomet u Makedonija. I počna naglo po srednje škole da se igra rukomet. I imaše gradska liga na grad Skopje, medicinsko učilište prijavi i muška ekipa i ženska ekipa. Ja ne znam po koji povod profesorka, što ne beše po fizičko, kaža mi da treba da budu trener i da igram i da gi vodu muškite, ali u isto vreme će odbereš i devojčinjata od medicinske sestre i njima će gi treniraš. Vikam, profesorka, pa ja ne možda stignu, treba i da uču. Će stigneš i tamo i tamo. Tako da počnemo da pravimo igraljište. Nemaše igraljište u to vreme, nego ravna površina. Neko je stative, kažava koje su dimenzije. Zakovamo letve, daske, improvizirano onako i počnemo da igramo. Tako da ja se sjećam negde, imao sam priliku da prisustvuju na posljednjata utakmica u golem rukomet u Makedoniju na stadion na Vardara. To je beše septembar 1954. godina. Kada golem rukomet bukvalno se, postoješe liga u Makedoniji, prekina se i počnava da se formira lige na nivo na Makedonija u rukomet. I muški i ženski. Сега, веќе kad почна да зборимо дека се е градило игралиште, ти што го кажате у Скопје, ти си еден од главни иницијатори, 62 годину или 61 исправиме. У Соколану се прави тој чувено игралиште, што е рукометно, а ти си еден од главни иницијатори као што си ми кажуваа, с Бранка Пушкара. Ово е почнамо рукомет да играмо. Формира се rukometni odbor za Kumanovo. Dobro. Ali igralište počnemo, odmah otidemo po škole da kažemo da napravim stative i da demo dimenzije. U to vreme ili sa gips ili sa var obeležuje smo igrališta. Nemaše sa drugo, kako danas sa nekoj lepak, nekoja farba, boja ili plastika zalepi se i to je trajno. I u Sokolanu nemaše imaše, ali sve više to je džombasto. Ne znaš kad udariš topku od zemlju, ne znaš kako će skakne. Mnogo nešto je da moment u rukomet. Ne kako danas rukomet kad ga počnemo, nego igraše se, topka se udari jedan puta i već je na treći korak mora da ga ili dodadaš na svoj igrača ili da šutiraš na gol. Sada već možeš da ga voziš topku do beskonačnosti. Так беше другачije малку. Другачije стил на играње бија. Tako da mora da se brzo, otprilike kako srka u košarku, mora brzo za 30 sekunde da se oslobodiš od košarku, od loptu u košarku. A u rukomet ќе го удариш jedan puta i na treći korak mora da se oslobodiš od topku. Да, сега у кошарку е 24 секунде напад, да. Tako je nekako, da. Сега, пиши го туја акцiju kad се е градило тој чувено играиште рукометно у Соколану. Млади луѓи су се соколанци масовно одзвалени на ту иницијативу и доста брзо е направено тоа. Pa brzo ga napravimo. Trebaše samo da zememo, da izramljemo, pošto džombas, vrgude imaše. Trava, kupčinja, zemlja, kamenja, sve to moraše da se očisti, ali tek nam i mene deka imaše nekoja Latvikam u okoliski odbor, a tamo raboteše Branko Puškar. On sedeše pozadi staru poštu, tu je, postoji taj koji će i danas od familiju nekojemu sedi tu je. Ja otiduju kod njega, a on vodeše sport. A ja nekako u isto vreme stavio me da budu predsjednik na upravni odbor ili upravnik na gradski stadion. Tiho Teodosijevski, preko mladinske organizacije. Sada ti, pošto si u sport, će ga zemeš gradski stadion, tamo plata treba na radnika da obezbediš. Vikam, ja ne znam još ni plata što je, vikam kako će obezbedu. I tako da i gradski stadion bi ga natovario da ga rabotiš, da. I otidu ja u okolijski odbor da se vratim kod Branka i vikam, Branko,
Treba u Sokolanu da izramljamo. Nemamo alat, nemamo ni matike, ni lopate, ni kopači. Da li bi ni pozajmije da odnesu ja, zaduži me na revers, štom završimo, ja ću ti ga vratu alat. Вика, добро, Сане, нема проблем. А и он доваѓаше, и Бранков си доваѓаше често у Соколана. Он знаеше каква беше ситуација. Даде ми алат, однесо га ја у Соколана. Тие деца што ги познаваше, кажа им на сви деца. Они масовно се одозевани, и на тие што не сам кажа дојдева. Искочива повише деца него алат што имам. Соколанци све. Соколанци, сви тие туи, цела мала. До еден. Од тие истите деца искочиват добри рукометаши после. Кад га направимо и шкарпамо, све тоа изнасасмо, али гледамо нешто, како што вика Кумановци, ѓавол те тера да не правиш од овдека купче, од овдека. Све тоа донесемо на бангину, на парк. Па го зарамњамо да не се познава дека смо ми фрлјале отпад, земја. И тако да полака ми го тој направимо игралище, убаво го израмјамо. Одма поручимо преко управа на Партизан да ни направи стативе, мреже да ни купи. Извини, Сане, тега председател на управо на дета Партизан, колку што сам ја информиран, бија Јаков Станковиќ. Да, еден од луѓе, сви су работале, меѓутоа еден од луѓе којega живот посветие на спорт, на Соколану, на гимнастику, пошто гимнастика е доминирала у Соколану. Да, гимнастика е била на некој начин одскочна даска за други спортови после Да, за други спортови. Да кажу, на друго место е била кошарка, што е кошарка доминирала у Куманово, jer Sokolana je bila mnogo popularna i golema je bila salata. U odnos na Makedonija не е имала други сали. Да, до 69-то не е имала таква. Да. Беше голема и онај сала у Битолј. Партизан еден имаше у Скопје, ама не беше она, па немаше висина у Скопје. Да. После почнемо се с рукомет. И тако да... Кога сакаше да спомнеш, викаш да спомну? За Јаковога, да кажу још нешто. Интересен човек, да не кажу, ама беше у стање да спие у Соколану. Увек бираше луѓе кои ќе му биде у управу, што ќе работник, што ќе биде вредни, што ќе извршува. Да речемо, тој Марсенич беше, финансија ги водеше. Многу домаќин човек. Па Џојата ga доведе. Стојан Џоје. Стојан, да. Имаше он. 3 сина имаше. Еден од синови му е кошаркар Драган Џоје. Двојицата беа добри кошаркари. Еден гимнастичар беше тај најмалиот. Да. Овој. И онај третиот не се многу занимаваше со спорт, не. Многу телеше срце за ни за рукомет, ни за гимнастику, али сви су биле туе. Да го споменемо, извини, Бранко Пушкара, човек е заслужен, исто помогнае да се изгради. Он као човек исто бија доста активен. Па он беше активен, интересно, тој се луѓе живеале с проблеми на град, с проблеми на деца, на младинци. Бранко Пушкар е, пошто постоеше околиски одбор, прво го финансира град, оно дели паре тамо на град, а град финансира ги спортови. Да. Не се финансира смо директно од околиски одбор, пошто централата беше тамо и од тамо се дели паре. После 64-та година разформира се околиски одбор, формирава се општине, се формирава. И тако да општине преземаа ингеренција или функција на околиски одбор. Да кажем, Пушкар бијате генерација или постари бијате тебе? Постар беше од мене, многу постар. Имаше една жена Словенка, беше многу фина жена, домаќица, и едно девојче се имаше, тако да имам уште две скромно се живеале. Уште две подпитања. Прво, кој година сте дошли тачно у Куманово? 48? 48, добро. Чувала ме баба Фетка и дедо Дане. Чувале су ме они. На улица Моша Пијаде број 140 ми се чини дека беше. Они има сва башчу негде туе куде спортско сало имаше и вада имаше. И сеќам се попладне, привечер ќе ме прати баба Фетка. Иди да набереш патлиџани да направи баба вечера.
i ja otidu na beru pa se ne donesu. Tako da mnogo fini ljudi su bile. Ja ne sam ni znaje posle razbrat deka njojni sinovi bile su u Partizani ili pogotovo ko je Dane Cekov, ko je Stojče, ko je Krsto. I imaše, baba Fetka čuvaše jednu devojče, ona se vikaše Stanče. I ono mirno beše, tu je ono štom su roditeljite mirni i djecata su mirni, i tako da slušale smo. A je nekako zbore za gimnaziju kad si učio, koji ti je bio klasan u gimnaziju? U gimnaziju klasna mi beše Marija Damjanova. Žena, sami te programi beja toliko interesni da kad će počne da zbori, mi bukvalno izgubimo se ili jednostavno koncentracija je toliko golema da jedna totalna tišina je u klasi. Niko niti ne mu padja na pamet neko da je nemiran, da mrdne, da se nakaše ili da tropne ili da lupne ili nešto da ono. Ona je bila mnogo fina žena. Poslije se odade isto za kolegu, za profesora Kirču se vikaše i on beše fin čovjek. Tako da mnogo je fina. Da, tega su prodavali i kukac, verovatno. Direktor beše Levko Arsov. Da. To je bilo čovjek... Fantastičan čovjek, vi kao svite. To ja mislim da takav čovjek ne može više da se rodi. Autoritativan, uvek oblečen i doteran. Kosu kad će go iščešeše, to se znaje svako vlakno gde stoji. Kad provađa po hodnici da projde, nijedno dete u hodnik ne može da vidiš. A ne je bio loš, ali autoritet je ime strahovito golem. I što kad živio puno ljudi, on bio mnogo posvećen na školu. Pa živeja je s problemi da gi rešava problemi. Na problemite, na decata, na prosvetu, na učenici, na svojite kolegi. Latinski u gimnaziju, 2 godine uče smo, prva i druga godina. I u drugu godinu dobimo jednog profesora, latinski ni predavače, ali on golem ljubimac na fudbal, na Partizana, na Vardara. I jedan puta dovađa Partizan i vika, sa Vardara treba u Skopje da igra. U to vreme ne je imalo prevoz za Skopje. Sa Bajle autobus ide, popladne se vraća od Skopje. To je prevoz. Vika, jutre, koji saka da ide za Skopje, da gledamo utakmica, da si spremi doma lepče, jedenje, nešto, da si ponesi vodu po jedno šišence, idemo peške preko Ljubodrag, Umindol, za Skopje. I tako da 2 odelenja smo bile, peške uidemo, gledamo utakmicu i se peške vratimo ponovo ovo. Ja danas kad kažu na nekoga da peške smo išle na utakmicu na Vardara u Skopje da gledamo Partizana ili Zvezdu, niko ne veruje. Peške, to je nemoguće. Danas naši djeca ne može da otida do Projevce peške. Da, sve je modernizirano, trotineti, taksinja. Sve se vozi i ništa poveće. Сега, još ovo da ni kaže za tvoje obrazovanje, ti posle srednju školu zapišeš fakultet? Ja posle srednju školu prvi put se otvara u Beograd Višeta medicinska škola. Ja beše u vojsku, završuju ga u vojsku i odmah idu, zapišuju se. Ona traješe 2 godine. U prva godina nema stipendija, Vlado Nikolovski beše predsjednik na Mladinu. Ja otido sa smalko pare u džep. I mu pišuju na Vlado i vikam, Vlado, davaj mi stipendiju, inače ne može da ostanu da studiram. On, u to vreme tako je bilo, odmah dade rešenje, adresu ja ispratim i odmah 2000 dinara sam imao stipendiju. Međutim, ja u isto vreme redovan student beše, zaposli se na prva hiruška klinika u laboratoriju i rabotu. Od Sabaljena rabota popladna na predavanja. U juni dojde prva godina 8 ispita, druga ta godina 7 ispita i diplomski. Tako da bukvalno ja go pretrčatu u višu medicinsku školu sa godine i pol. Umeđu vremeno... To je bilo 50... To je beše 61. 61, pardon. 61. 62. 63. ja diplomirao u juni i odmah dojdo na rabota.
i odmah počna da na rukomet si ponovo si se vrati. Ja duри posle čekam nekoj fakultet da otvori sa više obrazovanje, da imaš pravo da se zapišeš u 3. godinu i 4. Ja načeka jedan konkurs da se zapišu, uleto u 3. godinu i 4. tako da i fakultet ga završi u Beograd. Međutim, i to mi beše malko. Vikam ja da završu ekologiju, pošto to nekako me interesiraše. Zapiša se u Centar za multidisciplinarne studije u Beograd i njima gi završi za nepuni 3 godine. Međuvremeno, taj fakultet davaše stipendija za usavršavanje u zapadna Germanija, pošto ne beja spojani, tak vike smo zapadna i istočna Germanija. I ja go dobiju stipendiju to i otidu 3 mjeseca na usavršavanje u Germanije preko fakulteta. Diplomirao u juni, odmah otidu za Germaniju i se vrati pa nazad za Kumanovo. Evo da počnemo sa ove slike da gi pokažujemo, pošto imaš puno prekrasnih fotografija, evo tvoj bogat život. Evo ova slika ti je, vikaš ti jedna od podragi, s čuvenog selektora, da kažemo na našu publiku, Vladimir Štencel. 72. godina na Olimpijadu u Minhen. On beše trener na Zagreb, u Zagreb beše. Posle Nemci ga povlečeva. On ne li je bio selektor na jugoslovensku reprezentaciju? Beše i selektor na Jugoslavija. Da, i bi nao pravaciju Minhen. I posle to otide za Nemačku, beše trener na klub i beše u isto vreme beše selektor na zapadno-nemačku reprezentaciju u rukometu. Ovo je Postojinska jama u Sloveniji u 69. godinu. Imaše seminar jedan u Poreč, Plava laguna hotel, međunarodni seminar i ja otidu na taj seminar i tamo se zapoznamo. On dojde sa devojči i ja povede u ženu i Vesnu go povede i djeca si se zbližio, pošava da se igra i ja se tako zapozna sa njega i sa namo prijatelji. Posle otidemo na jedan izlet u Postojinsku jamu je taj slika napravena. Сега ovdje imamo slike od puno generacije na rukometari. Puno generacije predaje preko moje ruke, da mu se ne da. Evo ovdje, ova slika ti mi kažeš što je. Sada, da li će veruješ ili nema da veruješ, a Kumanovci možda nekoj će se sjeti. Od ovdeka samo jednoga poznavam, ovije drugite ne. Evo ga Vojo se vika Surla, diplomirana DIF. Ja tek nami jedno leto vikam, samo oficirska plaža postojaše, gdje možemo da se banjamo. Tako je. I da organiziram prvenstvo na grad Kumanovo u plivanje. I ja ga viknu njega, pošto on ima iskustvo od Beograd, vikam, Vojo, ajde organiziramo plivanje ovo. Nema problem sane. I organiziramo prvenstvo na grad Kumanovo u plivanje na oficirsku plažu u Bedinje. I tako 3 godine to traješe. Ta oficirska plaža je bila čuvena i prepoznatljiva. Pa beše mnogo čisto, mnogo higijenski, mnogo uredana i okolina i si imaš jedno bifet, tu je može da se sokče se napiješ, nešto neko sendvič, deca zemevi, tako je. Evo Sane, pod tvoje vodstvo ti si na neki način osnovaš ovu ekipu 69. godinu, avgust pišuje u Sokolanu, jedna isto izvanredna generacija na rukometarke. Pa to su deca koji gi sabramo. U isto vreme se pojavi i Slave Simonović. Učo. Što ja ga mnogo poštuješe. On imaše nekako poseban afinitet prema devojčinjeta, a ja prema muškite. Pošto ja malce potemperamentovan, ako je malce bezobrazan, možda sa muškim možeš i da opsuješ, a kude devojčinja mora da si disciplinor, ne smiješ da ti padne na pamet nešto grubo da kažeš. Tako da pribramo gi ovije devojčinje od poveć 8-letke su. Evo da kažemo koje su ovdje na sliku. Prvo je, ja sam to, posle je Vladanka, pa Guma, pa Sonja u vodovod raboteše. Sonja Mladenovska, pa neka znam ovoj devojča koja, pa Nataša li se vikaše ne znam. Na ovije Masevski, pa do njuma je devojčeto na Ljupču Trajkovskoga, beše predsjednik na sindikat, pa još jedna devojče i Nada, Gomanka. Znači, posle Surgunku, golem talenat i super golman. I još jedno devojče, ne znam koja to je do njuma.
Да, Tako ovo je... da, to je, posle gi slave prezema, svi gi prezema, i preko toj prvenstvo na škole što ga organizira smo, Da, mi vade smo kvalitetni deca, od sve škole pribereš, vikneš gi na trening, tije što sakav da ostane, oni ostane. Ali mnogo ostanuje sva. evo sad idemo dalje. Ovo je DTV Partizan, mlada ekipa, 63. godina. Ovo je, kad poznavam ga, Čedo Trajanovića. Čedo, Ovo je rukometna ekipa, tako li? Da, on učeše, a eve ga žuti. Da, Stojan Naskovski žuti. Da. Kako on beše? Naskovski Stojan. Blagoje li beše? Ne, Stojan. Ovoj. Preko tije turniri izvodimo gi ovoj. Eve ga Čedo Trajanović. Da. Ćor, ajde da kažem nešto za njega. Slušaj ovako, za Ćora kažu da je bio dosta neobičan čovjek, da kažu. Neobičan i to, da kažu, opasan, mislim, ne loš, ali loš u smislu na njega. A kao igrač je bio dobar? A kao igrač, da. On imaše običaj na pazar, po čarši, u prodavnice, nešto tako, da mavne ovo. Aha. Međutim, on imaše jednog još pološoga drugara. Ali vidio ga visok i onako gibak. Vikam, čekaj, ja može nešto da izvadimo od ovoga. Pa ga ja viknu u Sokolanu i dadu mu topku, vikam, aj Kiro, daj pucaj na golov deka ti ili dodadi na drugarova. Međutim, taj što ima urodeno nešto u sebe, instinkt neko za neku rabotu, on go odmah pokaže. Nesvesno. I tako ja ga zadrža njega, non stop ga vikaše, poša da ga kontrolišu kude se dviži po čaršiji, poša da ga karam da ne ulaze u prodavnice, da ne ide po pazari tamo, da ne pravi belje, da ne... Pa sa policijom se raspravljaše, ja u početak ne samo s njega i sa neko i drugi. Tako da od njega sam izvadio dobroga rukometara. April 61. godina, gradski stadion. 61. godina počela da se gradi autoput Srbija, Skopje, dole Đevđelija, međunarodni autoput. Za 25. maj organizirali smo turniri i na tije turniri od ekipite Selski pobedi Romanovce, od Kumanovo ne znam ko je pobedi ovoj. Tako da ta zajednička slika je na tije što učestvovava na turnir na gradski stadion. Tu je na slikata i komandant na mladinske brigade na autoput, Tomislav Badovinac. Evo da to je se staj kapa i ja do njega. Dobro. Idemo dalje. Ovo je JNA kad je bilo vojska, april 61. Evo ga, to je Tomislav Badovinac, Branko Puškar i profesor Mici Ivanovski. On je dobio neko priznanje od deka. Da, pa on košarka imaše, pobedi košarka i dobiva priznanje u ime na košarku. Aha. Znači, to je Branko Puškar. Ovo je pišuje 10. januar 65. godine u Kumanovo. To je, pojdemo za Sokolanu da gledamo nešto. To su uvijek svi trojice šahisti. Ovo je Ivanovski Momčilo profesor, ovo je profesor po matematiku Stojko i ovo je Tome socijalno raboteše. Oni šahisti trojica, a ja rukometaš. Dobro. Ovdje kad Stojmir Stanevski u Mateće davaš neku plaketu. Tije turniri što gi organizira smo u tok na godinu. Ima smo i reonski turniri po selata. U Mateće beše kao centralan turnir za selata, za taj region. Umidol, Lipkovo i još nekoj. I Mateće pobedi, ja pehar da dadu na decata od Mateće, tako da to je svečanijat moment. Ovo su stvarno interesantne fotografije, moram da gi čitam, da gi pokažemo na našu publiku. Reprezentacija srednjomladinsko školo. Srednjomedicinsko školo, 15. april 55. godinu u Skopju. To je kad si bio... Ja kako učenik u srednjomedicinsku školu, evo sam tu je ovoj, evo ga Tome Ana, sanitarni inspektor. Tome Jovanovski Ana. Jovanovski Ana, rukometni igra po samo u Skopje. I ovo su svi Skopjani i Prilepčani.
и некои наши симпатизери од Да средњомедицинска школа. допунимо Сане, Томе Ане бие многу голем кошаркарски радник. Пуно е работаја човек за кошарку и тој не се забраѓа. Ево овде ти улогу на судију Металац Пролет Скопје 28-12 по време 12-5 18 април 65 годину. Па не знам што ме натерава да положу за судија. И ја зему па положу и тој ми е прва републичка утакмица. Суди ја едну сезону, меѓутоа виду дека повише ми лега да биду тренер отколку да биду судија и да иду по градови по Македонија да делу правду. Некако не беше за тај делење на правда многу расположен. Така да само една сезона суди рукомет и повлеко се. Ево исто ова е убава слика. Да, и тај ми се чини, ово е у Прилеп на еден турнир. У Прилеп. Добро. Мора да покажеме сви овие слики, многу се интересантни. Ово е Романовци, 15 април 68 година, Дом на ЈНА. Ја као тренер на Партизана падна одлука општински рукометни одбор да формирамо ga рукомет у Романовци. И падна избор на мене. Викам, а Партизан, тамо ќе најдемо ми кој ќе работи с Партизана, а ти ќе идеш у Романовци. И ја имаше точак. 3 пута неделно сам ише, понеделник, среда и петак у Романовце, така да створи ga Романовце и Стамен Цветковски заедно с мене беше, он работеше тамо. Метим подсетоци на рукомет кој ги донесе у Романовце беше професор по уметност Бупцо Станковиќ. Аха. Така да морам да го спомнам njega. Мораш да тоа су све негови ученици. И тој Еве исто ово е у исто време ја зему па си го поведу и Ќора го поведу со мене. Ќора у Романовци. Киро, еве ga. Да. Он е бие тако увек одскакава Куде појду ја и он с мене. Да. 30 мај 71 годину РК рукометен клуб ЧИК. Еве го тај исто многу квалитетна генерација. Па кад се формира ЧИК, кад пројдемо под патронат на ЧИК, као тренер и ја отидо тамо, тако да буквално нова средина, нов финансиер и ја, тако да оваа екипа, да кажу, една од најквалитетни била у Куманово, што смо го имали. Дојдева после генерација, мислим, овие последните 10 години Куманово имало убав рукомет. Да. Кој се дека на слику Сане? Да и кажеш кој се на слику дека? Ово е Чедо Черчил, ово е Албанче, а без забравимо го име. Голман Наип, голман. Одличен голман беше. У Свети Николе, ни крив ни душан, и они се деќотек и ја. А те памо тамо. Ово е Ице, висок беше. Ице, ово е Тричковиќ. Зајко. Ово е Асели се викаше, не знам кој играше. Ово е Мишо. Мишо Здравковски. Илич, ово е Бугарин. И ово е голман Васе Евега Милановски. И ово е забребиме го има. Да, тоа се све биле добри играчи после. Добри играчи беа. Пошто мајки од Черчила па се на Пошто тој га нема Трајановиќ, он не умеѓувремено напуштио иде за Велес. За Велес, у Борац. У Борац. Да, овој негде у Соколану е само завртено накуде техничку школу. Добро. Тоа беше касна есен. Ово се историски фотографии од незаборавни зимски турнири, каде што и ти си бија па ја како непосреден учесник. Еве го оваа фотографија, ти ќе ни кажеш кој се дека. Ово е дека Славе и Сисла. Судија су биле они. Они беа судија. Ово е сам ја на записнички стол, а ово е као млад коментатор, ја го викам Ванче, ај викам полека, ќе коментираш, викам, тако да. Ванчо Поп. Да, Ванчо. И тако да он полека почна и научи. И ово е Нини Ларевски. Да, и ово е Нини. И он с Нинита воде смо записници, овој записник, а судеше и Нини. Али тој такмицу го судива, сеќам се, Слава и Сисла. Ово е 71 година Београд.
Pa ovo je na državno prvenstvo, ja kao trener i kao selektor na makedonsku mladinsku reprezentaciju povede gi na državno prvenstvo u Beograd. To je više jedan turnir na Republike. Pa spestiva ne u Košutnjak, ne spestiva, ubovo beše. Pominamo jedna nedelja. 2 utakmice dobimo, 2 izgubimo. Jaki ekipe na da. Srbija, Hrvatska, inače Bosnu i Crnu Goru gi tepamo. Ovo je Sanja pred Sokolanu, neko je priznanje. Pa, priznanje neko je, ja mu ga davam na Branko Vukajlović. On beše predsjednik na rukometni odbor na Kumanovo. On je bio vojno lice lijepi. On beše vojno lice. I nešto dodelimo, neko je priznanje i pa nam je izbor da ja uručim mu nagradu. A on ne živiš u Kumanovu, ne? Ne, on se odseliva da li za Niš ili za Kragujevac, ne znam kude. Ovo je predčuveni šinobus. To je vreme prevoz je bio atraktivan. Ovoj se vraćamo, ovo je Dejčo, ovo je Mile Firc. Evo ga profesor Goce, evo ga Taljat i ovo je Slobodan. Vrtimo se u državno prvenstvo, bemo u Bitolj. I tak kad osvojimo to prvo mesto na Makedoniju, tako idemo na državno prvenstvo u Zagreb, na Višeboj. Evo da kažemo da to su isto bili izvanredni gimnastičari, Taljat, Firc, Dečo. Pa Taljata ne može u gimnastiku da ga spomneš, a Taljata da ne ga spomneš. Stvarno beše na čelo sa legendarnog skaklu. Da. Pa profesor Rasoni beše trener. Da. To je navivači na jedan turnir košarkaški u Sokolanu. To je društvo celo neko. Ima od Sokolanu, evo ga Cace, evo ga Miro, evo ga Tišer beše on, evo ga Mici Ivanovski. Da, publika naša je bila mnogo pa nema zajedno, bemo i normalno, ajte se slikamo, li će se slikamo? Seminar na rakometni treneri, prvi razred struga, 25. juli 68. To je u Strugu. U organizaciji na rukometni savez na Makedonija, za da dobiješ licencu i kvalifikaciju, mora da biješ trener prvi razred. I ja tamo položiga taj kurs, to je seminar 21 dan, i dobi diplomu i stana zvanično kvalifikovan trener po rukometu. Dobro. Evo, vdeka ovo je 66. godinu pred Sokolanu, koliko što gledam ja, vdeka je Rada, Jase Golubović i Blagica Čvrća dole. Ti kaj kažeš da li... Pa to slikamo se. Ovo je Mici Ivanovski ili? Da, Mici je to. Mici, da. Oni zastanava, ajde vika Mici zastani, pošto ja imaše fotoaparat, pa nema, ajde. Upravo li sam, ovo je Rada, Jase? Ovo je Rada, ovo je Jase i ovo je Blagica. Blagica Čvrća, da. Vika, Jase vika Švrća. Da. To je dole isto na stadion. Ovo je kolega tvoj pokojni Burnas. Da. I ovo je zapisnik. Tu je na tije turniri dole u 61. godina. Da, to je, mislim, koliko je bilo improvizirano, tega ne je imalo. Pa ovo je košarkarski, 20. košarkarski turnir, 29. 30. 31. 65. godina Kumanovo. Evo atmosfera. To su tije navivači sednamo, tu je na zapisnički solije, što je to, tu je. Evo, ja komentiram tu je. A ovo je profesor Dašto, pred nekoj dan pomina se. Branko Dašto, da. Branko Dašto, evo ga, tu je do mene. A ovo je Duško. Evo je bilo ljubava atmosfera. Živejali smo kako jedna porodica, poštovali smo se. Ja ne znam da li se je neko uopšte znaljutil jedan na drugoga. To je toliko poštovanja i malo da pomagali smo se. I drugarstvo je bilo goljamo. Pomagali smo se. Ovu sliku sada ja go imam i prošivao sam puno ljudi koji su vdeka na sliku. Niko ne zna da mi kaže. Moševe, ti ki ne otkriješ koji su vi ljudi vdeka. Kako da... Pa sve su od Sokolanu ovije. Kako da... Ovo zabrvimo ga ime. Evo ga Tome je ovoj. Makedonski diplomira. Beše inspektor po makedonski. Ovo je pokojni Mile Crnković.
Ovo na železnicu работеше. Дали Војо се викаше. Печенка. Па не знам како беше. Војче. Ово е од Нагорички со как дечко еден и ово е Душко на крај. Душко Ивановски. Ивановски Душко, еве. А ово е прв. Ово сам ја. Јас ето. сам ја. Јас сам тој. Еве, ово е баш пред Соколаното и гледа се. Да, Само ово е 50 и некој па, година. Одамна па е. видиш колку су млади они сви беа дали у средњу, дали у основна школа. Тој Ево, награду од рукометно, изгледа кад добијам златното плакету у рукометну федерација на Македонија доделува ми го награду од рукометно сојуз на Македонија. Ево ше една слика од 64 годину, зимски турнири 24, 25 и 26 јануар, ово е 19 турнир у Куманово. Еве, ти си улогу на водител овдека. Да, ту е. Па да, еве ga, еве ga Лазич, кошаркаш беше, али после стана као функционер у работнички, а играше одлично кошарку. Ово е Сисла, ово е Раде, фудбалер беше одличен. Ово е. И ово е Марсинич. И ја коментирам. Ете, Кошар. тој е атмосфера каква е била. 13.6.71 година Београд. Репрезентацијата на Македонија, овој младинска, на игралиштето, тој смо се сликале тамо, еве го. СР Македонија, Социјалистичка република. Ово е женската екипа, не знам, дали у Прилеп, дали у Битолј сликано е овој. У парк. Па после игралиштето е близко, тоа е у парк, па си отидемо. Ми се чини дека тај слика е тај период кад ја Славе се разболе и ја мора да прифату да ги воду една сезона само. Славе после брзо се поврати и си ги пазе, јас се врати па на мушки. Ово е дали у Соколано или не сум сигурен, ти ќе кажеш? У Соколано, навивачи. Навивачи, ово е професор, ово е професор беше, не знам, жив е сигурно. Ја овдека и Раде у Монопол работеше, а ово е Сургун, еден од фамилија на сургунци. Аха, навивачи. Добро. Тај па седнемо, па навијамо, викам, Ти си бие активен и у кошарку, доказ ева е фотографија, ева е генерација на кошаркари. Па тоа е, на тај турнир искочимо да играмо кошарка. Сами да кажеме нашиот публику имало детова Партизан 1, 2 и 3, кад су играли у Соколано. Поише детова Партизан екипи имало у кошарку. Па имаше 3 партизана, 3 екипи имаше. 3 екипи, да. Па многу имаше деца и мора да ги формираш, мора да ги пуштиш да искочив, да ги народ види. Јер они има пријатели, комшије, родители. Свак татко, мајка сака да се ги види своји деца. Зашто доваѓа оно Соколано? Кад не игра. А во кој штом га пуштиш да игра, така да имале смо 2-3 партизана. Добро. И онда од трети... Кој се вдека на слику, еве кажи? Па Моцо, Томе, Ќор, овој у Клечовце што работеше, Петко, овој не знам кои су, еве га Душко, и на Ацу Соколанца брат, Зоран. Да. И професор Мици. И професор Мици Ивановски. Па покретач ќе бие Мици, ја покрај njega. Еве, во е семинар од 68 годину. Тоа е у Струбу. Тамо тие семинари се држува. Тоа се учесници, еве га професор Санде Атанасовски. Лишка. Лишко. Еве га. Сви тренери, така, сви тренери у Македонску лигу морав да присуствуваат на усавршавање на тие семинари. Иначе губи лиценцу. Губи лиценцу. Не може. Јас замерам денеска и на Федерација на Македонија, мора да ги контролираш тренери, мора да ги усавршаваш. Еве га селектор на македонску репрезентација Кирил Лазаров. Он заврши га факултет, магистрира на рукомет. Веројатно спрема се докторат ќе одбрати. Да. Еве, Алкалуид га веќе уподем Алкалуид, зема тренира га. Да, тренира га. Води го репрезентација на Македонија и тоа е добро. 21.12.63 годину, хотел Куманово. Па бе, по кој повел тој ја не знам, Кој се вдека на слигу? Ово е Моме, ово е сам ја, ово е
седеше до пазар, тој не знам какво беше име, ово е Джина. У амбалажу работеше, адвокат Тоте. Тоте е адвокат, Чесмаджишки. Чешмаджийски. Значи, тоа сте били на некој седенко, да кажа. Чекај, ево, ова е слика интересантна. Да, sastanak на рукометни сојуз. Sastanak, еве га, Воја га води sastanak, ми ту е. Воја Спасич. Воја Спасич. Ово е веројатно добиено некое признание, овдека гледам го Верка, Јасмина, ти, Слави и Славко Учев. Славе Симоновиќ. Ај кажи ги на слика. Па ја на Верче ми се чини доби, еве ги, Верче и Голубиќ ми се чини добива тие октомвриску награду, ноемвриску награду. Награду, да. Па ми као тренери двојицата присуствуваме, ово е жена на Џојата. Овај. Џојка. Да. Така да она беше присутна. Она присутна, добро. Чекај, на Драгана Џојата жена? Не, на старога, на Стојана. Добро, грешка. На татка им. Ево, дека ga препознавам ја, Ацо Скакло. Ово е на плоштацимо. Ово е професор Ацо, професор Мици сега, ја и Ваце, од Соколанско мало, Ваце се вика овај црк ми текна. Да не е Ваце Лъкчо? Лъкчо. Лъкчо е Ваце. Добро. И ја тој на плоштата еден 1 мај или 2 мај беше тако нешто. Еве, Сане, ти си исто, као што кажа, тренер Бијана Нуи, ја не може да кажа, еве ти ќе кажеш најболја генерација историја на женски рукомет на Куманово. Да, ова е рукометната генерација. ДТВ Партизан Куманово. ДТВ Партизан Куманово. Тоа е у историја на рукометни у Куманово најболја генерација. Една од водеќи генерација и у Македонија, jer на нас било ни е пречка Битолј. Меѓутоа има се таму играше 2 сестре. Меѓутоа Славе најде им чаре, тактику им најде и почна и Битолј да губи. Така да Славе наметна се и Битолј го тепае. Да. Така да ја само една сезона ги води њима, а после Славе си ги па презема. Еве, кажи ги кој се наслика. Ово е Јасе, Џое, овај на овие сна, Наташа Нико, ова бе, Масевска, девојчето на Љупчо, ќерка, Сонја, и овдека е Благица, голманката, Нада и Алексовска Владанка. И Славе Симоновиќ. Да, тоа е таа екипа, човек. Ово е негде пред интернат ли, не знам каде е. Па тој веројатно на некое путување и седнале смо, сликале смо се. Да. На некоја утакмица, докле чекаш превоз. У тој време путување е било со воз. Да, не има ауто. Ма какав автобус или какви лаки кола. И случајно, воз, седнеш и Овдека, да, овдека се не гледам армонику позади некоја прослава 16 февруар 64 година. Ебе тоа у Соколана некоја прослава имаше, па седнамо. Ово е професор Боро Михајловски, беше професор по физичку гимназија, после магистрира и докторира и бина професор на педагошка академија. Тоа сам ја, тоа е Цаце и Зоран Соколанац. Да. Ово е Вук Караџич, основна школа. Еве га Христо, еве ги овие. Тоа е школата Вук Караџич. Да. Екипата. Добра екипа. Деца од 7-8 оделение. Али, мако ќе прескочимо, овој прилику мора да покажемо едну фотографија која никога нема у Куманово и Македонија. Ово е слика од бившега претседника на Либију, Моамер Ел Гадафи. Ово е... Ја 1971 година отидо на работа у Либију преко меѓународно научно-техничку соработку у лабораторију да работи у едну болницу. Меѓутоа, пошто и тамо беше активан, помагаше на новодојдени југословени преко амбасаду, запозна се и с новинара на Београдску телевизија
и го замоли, викам, кад снимаш некои јавни настани, може ли и мене да ме викнеш, сакам и ја да снимам. Викам, може, ама мора одобрење да се добие. Тако да ја тоа одобрење го чека година дана. И тај слика е настаната 1972 година на еден митинг на 1 септембар у Триполи, у Либија, каде што гости беше Иди Амин на Уганду председник и председник на Египет Анвар ел Садат и Гадафи. И Гадафи држа говор, тако да ја има тај привилегија да можу да снимам с камера е снимано све тоа. Филмови ги чувам и денес дома. Да, овој Гадафи е млад бие, така? Па млад беше негде околу 30 години, 31 година беше. Јер он 69-та дојде на власт, имаше 29 години. Еве се негова слика. Тоа е на Дојранско езеро на семинар по гимнастику. Па бањамо се туе, па искочимо да се сликаме. Туе е Санделишко дете? Не, тоа е Скопјанац, а ово е Мишо се вика, он туе од Дојран е. Аха, добро. Ви сте овдека. Па туе с Пеце овај Зафировски, брат на сладкарницата што е Зафир. Пеце, исто и он е работаја рукомет пуно да го спомнеме. Да, Пеце. И ово сам ја, ово е Дејчо Гимнастичар. Андоновски. Гимнастичар беше и он. Тој су све тренери на тој семинар у Пореч, у Плава лагуна. Да. Стварно изварени фотографија, Куманово, 81 година. Ово е сане куде? Па тоа е Спирко, директор на телевизија Куманово и на радио Спирко Николовски. Николовски. И ја, тој, дали кад имаше додела на некоја ноемврска награда, па докле чека смо, сликамо се. Добро. Текстилац Куманово. Ова е исто битна историја, август 69 година, Текстилац Куманово, еве го екипа. Зај којто е? Ово е Сречко Тричковиќ и Чедо. Ово су заслуга е на Сречка и на Чедо, они су формирале Текстилац. И на Чичо Радовановиќ. Да. Тоа е njina заслуга и ја увек им честитам, викам што сте успеале од ништо да направите нешто. Се кои се овие рукометарки? Па тој су некои све нови девојчиња. Ја, да ти кажам, скоро ниедно не познавам од туе. Они су собрале нови девојчиња, нова генерација. Еве тоа што го збориме сане, радна акција кад се е правило игралиште у Соколано, ова е историја. Еве ги млади соколанци, лопати у руке. Еве ги сога. Тоа е, ајде викам деца, дојдите вам. Тега, овој малиот што е тренер данеска на рукомет, драги Црнига, викав. Детиште, не знаеше ни да застане, па викам, дај да те наместо, застани туја, а овој е брат му, е Миле покојни, и овие сви деца другите. Еве да ги покажемо колку су биле соколанци вредни. Еве ти, сви алат у руке, сви копање, сви рамњање, количка има смо, одма товарав, еве ги товарав, одма се изнасаше отпад. Еве друга фотографија. Еве и туе. Ово е слика, ајде наше сокаче, Соколанска мала. Ово су све од едно сокаче од Соколанску мала. И сви су се дозволе да работи. И сви. Сега, пошто овие слики ги пројдемо од твоја рукометна кариеру, стварно фантастични слики. Да го заокружиме овој дел, ти си сане, захвалјујќи на твој ангажман, добија пуно плакете. Еве, ова е една од многобројни. Па тоа е тај рукомет од рукометни сојуз на Македонија. Тоа е прво тај сребрената плакета, а после нешто друго дојде. Тоа е прва награда од рукометна федерација на рукометни сојуз, уствари се викаше тага. Сака рукометна федерација. Друга плакета. Овој мора да се покаже. И стварно сте пуно, цел живот сте работале за развој на рукомет у Куманово. Тоа е таа златна плакета
nagrada od Rukometni союз на Македонија за моju успешну работу у рукомет како рукометни работник и како рукометни тренер. За твое несебично залагање. Па нема, буквално спиеше се. Може да му даеш ти плакету, признание. Чекај, дипломата? Не, ово е прво. Да. За тој збори ти. Еве, сега уште една плакета од град Куманово, исто. Кад беше јубилеј за Соколану. Да, тој голема награда е од страна на градоначалника Максим Димитриевски. Јас се захвалую. И на тој свечаност на доделувањето беше присутен и премиер на Македонија Зоран Заев, министар за внатрешни работи Оливер Спасовски, министар на спорт Наумче Мојсовски и некои други министри. Така да бил сам почестен. Покрај вас добивавате пуно луѓе од Соколану кои се стварно работале. И тоа е. Еве секи овие да ги пројдемо. Добро, ово е диплома веќе. Тоа е факултет, факултетската диплома е тоа. Ово е некое признание. Ево е признание. Физичка култура во Куманово од Република Македонија. С посебно жик на овој. Да, посебно жик. Диплома. На првенство на Југославија у вишебој. Да. Ево уште една диплома. Ево за плакатите е тоа. Еве златна плакета Стоимир Саневски за од рукомет. Па скоро сви дипломе су ми драги, све што сам добиваен. Захвалјујќи на твоју голему љубов према спорт и рукомет највише. Па кад работи човек, а има кој да гледа и да прати твоју работу. Да, есек стане да се пребацимо на екологију, малку тој да го пројдемо тој дел. Ти си основач и си го формира еколошко друштво во Куманово. Па тој се деси, некако десива се пуно некои екстремни случаи у Македонија и почнава да се формира еколошко друштво у Македонија. И ја договори се со еден ужи круг на људи, меѓу нима професор Љубиша Николич. Да, професор од гимназија и директор беше после. Да, после мене бидна он председник. Формирамо го еколошкото друштво, кое успешно работеше, покушаваше да ги реши проблеми кои бева и беше голема помоќ на јавното предпријатие Чистота и зеленило, затоа што соработка ако немаш, успеси ќе изостане. И така соработката е била со јавното предпријатие успешна, и ми задоволни, и они задоволни, така да... И имали сте одреден број на акции, активности, имаше, пуно имаше акции. Се док зборимо за тој. Држа смо годишни собрание, да се на годишното собрание избере се нова управа, прочита се тој тамо што е све сработено, што е добро, што е лошо, критике, само критике. Ево дека на годишно собрание овој председник беше ова жена од Велес на движењето на екологисти на Македонија, која на нас гледаше малце с други очи дека бемо успешни, така да увек не е пофалила, било куде да дине, Куманово е служило за пример. Сега, кад смо веќе куде екологија, куде природу, дали се слаѓа с мене дека ми стварно природу го запоставимо, не водимо ред уопште, само не интересира профит, паре, капитал, а уништуе се природа, али природа на нас ни враќа с лошо. Тачна е констатација, замрева сви активности у област на екологија. Не знам по кој повод, дали
политиката појде да решава горучи прашања за државата, екологијата се запостави, уствари остана само јавните предпријатија да се професионално занимавав с тие проблеми. Меѓутоа, они су немотни, на њима им треба помоќ, на њима им треба можда формирање Куманово едно, 2-3 еколошки друштва кои ќе соработуваат и кои ќе помагав и на јавното предпријатие со своји савети и со своји укажувања за решавање на проблемите, почнувајќи, мислам, релативно, гледајќи у целину, ја пошто вижу се низ град, гледајќи у целину, град е релативно чист. Ја можу да кажу дека е успешно работи. Јас зборувам генерално за светски рамки, природа ни е скоро уништена. У поширок смисол имамо големи аерозагадувања, загадување на воде, загадување на земјиштето од сви страни. Не знаеш кое е потешко, дали загадување на земјиштето, дали на вода или аерозагадувањето. Така да свето допринася политиката. Еве сега на брзину, дека си бие со твоју покојну супругу, овој се слике од... Па тоа слике су од Египет. На едно туристичко путување у Египет, у Хургада, отидемо с мој супругу и поминамо убаво, посетимо Луксор, тој су тие места, или долина на фараони, или долина на кралеви, каде што тамо откриени су тие мумиите на фараоните. Има смо, викам, многу успешно, многу убаво. А египтјани, кој не е бие, те не знаат да не кажу ништо, него многу су гостолюбиви, многу учтиви, многу предусретливи. Тако да... И да кажемо сани дека сте биле успешен руководиоц на јавно предпријатие Чистото и зеленило. Ви сте биле директор од кој до кој година? Па ја с моје враќање од Либија, па се врати у медицински центар, па се врати у Соколану и валјда оно имаше у тој време тело за договарање. Некој предложие беше да треба да предпријатието да добие новога директора и отидо тамо и негде проведо нешто више од 12 години у јавното предпријатие, пошто они беа све сконцентрирани, водовод, чистоќа, пазариште и стамбеното предпријатие, све беа уедно. И тој се распаѓаше, свако предпријатие се формираше поново на ново и дојде у еден момент кога што беше доста тешко и организационо, и финансиски, и меѓулјудските односи не беа на висина, мораше на сви страни да се трчи и да се работи. Така да мислам дека успешно сам поминаа тие години у комуналното предпријатие. Чистото и зеленило. Чистото и зеленило. Требаше да се решава проблеми на депонијата, камиони да се купуваат, да се решава и собирање и транспортирање на домашниот смет и на индустријски. Требаше уредување на градски гробишта. Тамо е, за моје време, успејамо, обезбедимо паре, направена и градската капела, која што и денес служи на граѓани Куманово. Така да направена е, управна зграда направено е, друго, така да инвестиција имаше пуно. Све си прошли живот, и спорт, и работа, и шетање. Има ли се нека тешки моменти, збор конкретно за спорт, каде што си викаја да се откажу, ама не се откажуваја, увек си се борија, увек си има некој визију како спорт у Куманово да иде напред, поготово рукомет. Оно и денеска има проблеми у спорт. И така е имало. Проблеми се вртиво околу финансирање на спортските клубови. Имало е моменти. Меѓутоа, ја никад не сам помислија дека треба да се повлечу ради тоа што тај проблем искрснал у тај момент. Рачунам дека со време тај проблем ќе се реши. Да. И тако се дешавало. Увек проблеми су се решавале, а мене и да ми падне на памет да се повлечу, можда тоа е тренутно, али да се за стално повлечу, више никад да не се врату
na toj mesto, na toj stadion, na tije deca, to ne mi je padnalo na pamet. Zato što život su bili tije moji deca kad se sabere u Sokolanu, dojde i loši i dobri, dojde i publika i loša i dobra. Ti si bio i trener i roditelj i sve. Pa mora tije deca, imaš malce i temperamentni, malce i što pravi incidenti i problemi, moraš da ga staviš u kalup. Ja da rečemo, imaše pred nekoliko godine jedan od tije takvi problematični mi vika: Sane, kako si uspejaje da me trgneš od ulicu i ja bi dobar rukometaš. Neću da ga kažu ime to, ali cilj mi je bilo da on zasaka ga rukomet, zasaka ga sport. Će ga zasaka samo tako da ako se dobro obhodiš sa njega, ako ne vikaš, ako ne ga vređaš, nego treba psihologija na djeceta je da ga pofališ. A dobro je, ajde još malko ovo, daj šutiraj sa slevu, aj sa desnu, aj sad, ovaj trening imamo šutiranje sa blagi padovi. I tako da, ali najviše sam sa kaj, golmani sam imaju uvek po 4-5 golmana. Uvek. I sve su bile koji pokvalitetni. To je nekoja moja sreća u to vreme bila. Sane, skroz na kraj imam još dve pitanja. Prvo pitanje je na tvoja lična poruka za mlade generacije. Gledamo da u današnje vreme naši djeca su mnogo na telefoni, na kompjuteri. Gojaznost rapidno rasne kod generacije i smatraš li da mi kako država, kako общество treba da povedemo poviše smetku za taj segment, zato što fizička kultura, ko što saka neka zbori, je stup na jedno общество. Pa moja poruka je prvo na roditelji. Roditelji gleda pošto poto da mu zadovolji potrebete toj dete što saka. A ono saka to što vidi na televizor, od drugarčinja. Mora roditelji da se obrne prema sport. Da li to će biti rekreativan sport, da li će biti kvalitetan, da li će biti vrhunski. Imamo društva, imamo puno profesori i to je kvalitetni profesori u svi osmogodišnje škole i u svi srednje škole. Nemamo više profesor koji što ne je diplomiral na fakultet i to je redovno. Znači oni iskaču kvalitetni od fakultetite. Tako da tije profesori da se gi prihvativ deca i da rabotiv ozbiljno sa tije deca. I roditelji su svesni da decata veće ima golemi, ne mali, golemi deformiteti. I tije deformiteti nastanuje odmah posle 5, 6, 10, 15 godina kad fati dete, to teško da može da ga ispravi. Nego odmah, pa Sokolana je otvorena, dvornite me, evo ga, novo igralište ima u Sokolana. Svi škole ima igrališta. Dovoljno je da trči, da igra fudbal i ako primetiš dete to slučajno, ako refleksno drži napred, ga drži telo. Sami te roditelji vika, ispravi se, pa ja sjećam se profesor Goce, kako vikaše, drži pravo telo. U gimnaziju nema na koga, ne ga udarije po grb, na koga ne mu je kažao, ispravi se. Ovo je priliku da ga pozdravimo od tvoju kerku i tvoje sina, da ne gi ispuštimo, pozdravi do njima. Pa pozdrav na mojite uspešni deca, sinot Goran, koji je diplomiran fizioterapeut i magistar po fizikalna terapija, raboti u Zavod za medicinska rehabilitacija u Skopje, i moja ta ćerka Vesna Temelkovska, diplomiran šumarski inženjer, raboti u javното predprijatelje Makedonski šumi u Kumanovo. Oni ubovo rabotat, uspešni su na svojite rabotni mesta. Kažemo još malko 90 godine, kako ti ispune dan сега? Pa ako sakaš da budeš aktivan, i сега možeš da si aktivan. Da li do čarše da se nešto nabavi, da se kupi, da li da se prošeta, da li da se otide na nekoj
Близко е техничко училиште, стално има некои средбе туе по тие убави нови игралишта. Дома увек има работа. Да те дворното место, те куќа да се уреди. Времето корисно ќе да се искористи и убави. Немам слободно, буквално немам слободно време. Са не фалат ни што беше гости и посекувате добро здравје и да се видиме по друго прилика. Фала на покану и фала на времето и фала на емисија. Да. Толку за денеска овој беше Стојмир Саневски, основоположник на рукомет у Куманово. Фала што не следисте и све најбоље.